Топло, удобно, ефтино, лесно и чисто. Најпрактично решение за пријатна атмосфера во вашиот дом. Камини на пелети и котли за парно. Произведува Милкус Охрид. Најави за содржината на дневникот. Жена со смрзнатини од 3 степен извлечена од плевна во Струшко за граѓани. Претежно семејства со мали деца од Струшко ја прифатиле хуманата понуда на хотел Амбасадор, кој на располагање ги стави своите капацитети за сите оние кои се соочуваат со немање струја и вода. Булеварот туристичка на потегот кај Охридска банка претворен во автобуска станица. Поголема флексибилност во студирањето и покрај државниот испит, предлог од Охридскиот информатички универзитет. Нови жртви од студот во Албанија и во Босна и Херцеговина. А во Јужна Австралија, поради пожарите, прогласена елементарна непогода. Започнуваме веднаш повременската прогноза. Останете со нас. Данкат ви донесува Метео на ТВМ. Денес во Охрид времето претежно сончево со максимална дневна температура од 2 степени Целзиусови. Воздушниот притисок изнесуваше 1028 хектопаскали, а дуваше и умерен североисточен ветар. Во недела умерено облачно со сончеви периоди ќе биде времето на Пиренејскиот и Апенинскиот полуостров, поголем дел од Франција, Велика Британија, Бенелукс и Германија. Врнежи од дожд ќе има понекаде во Франција, а врнежи од снег се очекуваат во областа на Алпите, Швајцарија, Австрија, Јужна и Југоисточна Германија, источноевропските земји, Скандинавија и понекаде на Балканот. Дневните температури во главните европски градови ќе се движат од -3 степени во Осло до 16 степени во Лисабон и Рим. На Балканскиот полуостров утре времето ќе биде умерено облачно и нестабилно со врнежи од дожд и снег. Умерено облачно со сончеви периоди ќе биде само во Словенија и Хрватска. Максималните дневни температури ќе се движат од 2 до 11 степени. Во Македонија во недела времето ќе биде умерено облачно и нестабилно со врнежи од дожд, а на ридско-планинските предели и на планините над 800 метри надморска висина со врнежи од снег. Во доцните попладневни во вечерните часови границата ќе се спушти, па слаби снежни врнежи ќе има и на пониските предели, претежно во северните, северозападните и западните предели од земјата. Утринските температури од -6 до 2 степени, а максималните дневни ќе достигнат до 1, односно до 8 степени. Во Скопје утре времето ќе биде умерено облачно и нестабилно со слаб дожд, а во доцните попладневни и во вечерните часови се услови за слаб снег. Утринската температура од -3 степени, а максималната дневна ќе достигне до 5 степен. Во Охрид во недела не очекува умерено облачно и нестабилно време со слаб дожд, а во доцните попладневни и во вечерните часови се услови за слаб снег. Утринската температура од -5 степени, а максималната дневна ќе достигне до 5 степен. Во Охрид во понеделник и вторник повторно услови за врнежи од снег. Максималните дневни температури се очекува да останат над нулата и да се движат од 1 до 5 степени Целзиусови, додека утринските минимални од -2 до -8 степени. Гледавте Метео во соработка со Данкат, село Мислешево, Струга. Многу начини да подариме љубов. Мамини.
Здрави, среќни и паметни деца, мамини деца. Дали си размислувал за бесконечните можности на туризмот? Понуди им ја на туристите традиционалната храна од твојот крај. Ти ќе заработиш, а туристите ќе имаат вкусно и незаборавно искуство. Обиди се. Алтернативен туризам. За тебе, за сите. Летре дизајн. Проверено е. Го барате најекономичното решение за грејење. Тогаш новите револуционерни печки Екошпар се она што ви е потребно во зимскиот период. Печките работат на иновативен греен систем на база на компресирано дрво, наречено пелети, кои се едноставни за складирање и за користење. Екошпар се печки на иднината, што се палат со допир на само едно копче или со подесување на тајмер. Нарачајте веднаш на 046 255 558. Стоп Шоп и оваа недела ги препознава вашите желби. Говедски колбас 400 грама 89 денари. Кајмак зелена долина 59 денари. Едамец 550 грама зелена долина 219 денари. Бучен козјак овчо сирење 1 кг 269 денари. Бучен козјак кравјо сирење 1 кг 226 денари. Стоп Шоп. Добро вечер. Прво издание на Дневникот на ТВМ. Премрзната жена извлечена од плевна во Струшко село за Грачани. До неа стигнал медицински тим на брзата помош при здравствен дом Струга, сосема случајно при реализација на посети од рурален доктор во ова село. Во моментов жената и покрај смрзнатините од трет степен на екстремитетите е во стабилна состојба и се наоѓа во специјалната болница Свети Разма. Студот почна да го зема данокот. Во Заграчани Струшко во една плевна денес била пронајдена премрзната жена. Таа 3 дена останала без струја, огрев и храна. До неа случајно дошол медицинскиот тим на Струшката брза помош. Директорот Марко Стрезовски вели дека веднаш интервенирале. На жената и дале храна и облека и ја префрлиле во специјалната болница за ортопедија и травматологија Свети Размо Охрид. Дежурниот доктор Огнен Шешовски рече дека пациентката треба да биде под постојан медицински надзор, бидејќи подолго време била во хипотермија. Пациентката ја примивме во стабилна општа состојба, таа е свесна, контактибилна, меѓутоа со забавени рефлекси, поспана. По подколениците е изразен оток и едем и знаци веќе за смрзнатини од трет степен по стапалата. Почетни знаци за смрзнатини има и на двете раце. Значи, ја примивме пациентката, ја згриживме ординирана соодветна терапија за таква диагноза и ќе пратиме се понатака како ќе се развива состојбата. Со таков степен на смрзнатини можно понатака да дојде до развивање и на гангрена на стапалата и ампутација. Митко Темелковски од Центарот за управување со кризи вели дека за овој случај разбрале од колегите од Струга и логистички помогнале истата да биде згрижена во специјалната болница во Охрид. Темелковски рече дека од она што го имаат како информација за жената е дека таа и нејзиниот сопруг чувале овци во Заграчани. Ова не е изолиран случај. Снегот и мразот кој окова и отцепија голем број села во Охридско-Струшкиот регион, како и проблемите со снабдувањето со струја, најмногу ги погодија постарите жители кои живеат сами во руралните средини. Охридскиот Црвен крст во координација со Центарот за управување со кризи неколку денови доставува храна, лекови, кебиња во отцепените села. Најмногу интервенции досега имале во Деварца, вели секретарот Антонио Додоски. На 31 имавме евакуација на 6 или 7 лица од село Врбјани.
кај што навистина во многу тешки услови го изведовме, да не беше тука помош од локалната самоуправа со механизација, значи со булдужер заедно со нашето теренско возило, едноставно немаше и ние да стигнеме до нив. Меѓутоа ете успеавме по целодневна битка да ги извлечеме луѓето. Понатаму продолживме со достава на храна и лекови. На 1 јануари во Црвена вода имаше потреба од храна, таму станува збор за повеќе члено семејство со мали деца, кај што има навистина потреба и од лекови и храна. Ја искористивме можноста да доставиме храна на неколку социјално загрозени семејства од Слатино и Издеглавје. Вчера исто така една болна жена од Слатино ја евакуиравме, ја донесовме до здравствена установа. Додоски кажува дека мештаните од Дебарца не се изненадени од невремето, бидејќи долги години живееле таму, но најмногу биле револтирани од односот на институциите, сметале дека недоволно и несериозно се пристапува кон расчистување на патиштата и отстранувањето на дефектите на електродистрибутивната мрежа. Состојбата со електроснабдувањето во кризните региони полека се нормализира, информираат од ЕВА на Македонија. Синоќа поголем дел од одсечените села во Струшкиот, Охридскиот и Ресенскиот регион добија електрична енергија. Во Охридскиот регион електрична енергија добија Долно и Горно Лакочере и Климештани, дел од Мешеиште и Требеништа, а сите дефекти на 10 киловолтниот далековод кај Велестово и Крушје се отстранети. Во Струшкиот регион нормализирано е снабдувањето во Горно и Долно Татеши, Љубаништа, Октиси и Боровец. Во Делогожда и Радожда екипите на Евана и жителите на овие села заеднички се пробиваат до завеаните столбови. Во Струшкиот регион од ноќеска и во раните утрински часови под напон се Калишта, Франгово, Радолишта, Феришта, Дрслајца, Мороишта, Ложани, Ливади, Биџево, Вевчани и Велешта. Во Струшкиот регион на потегот околу Луково и Јабланица столбовите се тешко пристапни и екипите на Евана тешко се пробиваат до нив, но се работи на тоа да се нормализира снабдувањето. Само во Струшкиот регион паднати и искршени се 60 столба на 35 киловолтен далековод и над 100 столба на 10 киловолтни далеководи. Силниот ветар кој во планинскиот дел дувал со брзина од над 100 км на час буквално ги кршел и ги откорнувал од лежиштата замрзнатите столбови. Благодарение на екипата со моторизирани санки на МВР, времето на стигнување на електромонтерите до местото на дефектите значително се намалило. Критични точки во снабдувањето се уште има во Дебарскиот регион и екипите на ЕВА на Македонија интензивно работат на отстранување на дефектите. Претежно семејства со мали дечиња од Струшката околина кои изминатава недела живеат без струја и вода. Ја прифатиле хуманата понуда на луѓето од хотел Амбасадор за престој додека трае ситуацијата со немањето струја. Од хотелот задоволни се од досегашниот одзив, но додаваат дека луѓето од најкритичните места се уште не знаат за опцијата која им ја нудат. Неколку семејства од Струшката околина, кои разбрале за великодушната понуда на луѓето од хотел Амбасадор, ја искористиле можноста дел од своите тековни работи, од одржување хигиена, затоплување па и престој во хотелот, додека трае ситуацијата со немање струја и вода поради проблемите со снегот. Стефан Николовски од хотел Амбасадор вели дека идејата да им помогнат на сите засегнати семејства дошла спонтано откако две семејства уште во првите денови од снежното невреме дошле во хотелот да се загреат, пошто Николовски им дал налог на вработените оваа услуга да ја нудат на сите кои се наоѓаат во иста или слична ситуација. Сепак проблемот со немањето струја токму во погодените места го отежнува информирањето на луѓето. Проблематично предпоставувам дека е информирањето нивно, бидејќи одзивот е во добар број, меѓутоа се уште не е допрен до оние најкритичните, кои што имаат мали дечиња и слично. На семејствата кои што доаѓаат во Амбасадор, јас му пренесувам да му кажат на тие кои што се позагрозени слободно да дојдат. Објавивме иницијатива преку Facebook, директорот на Галеб се понуди несебично да организира превоз бесплатно од место каде што ќе кажат и кога ќе кажат до Амбасадор. Меѓутоа, ево, не се очигледно уште информирани доволно. Па ево еден апел до луѓето кои што можда ова ќе го погледнат да ги информираат дека може слободно во секое време. Во секое време може да дојдат и
се што треба да се помогне. Рака со рака се мие, нели? Освен основните потреби за одржување на хигиена, миење, перење, пеглање како и престој во хотелот, Николовски вели дека оние кои ќе решат да дојдат можат со себе да ја понесат и храната што ја имаат во фрижидерите со цел истата да не им се расипе поради немањето на струја. Воедно тој упати апел до жителите на Струшките и Охридските села кои се уште не добиле струја воопшто да не се двоумат или да се чувствуваат непријатно и да одседнат во хотелот додека е тоа потребно. Блокирана коловозна лента од паркирани туристички автобуси на булеварот Туристичка. Автобусите кои ги истоварат своите патници се задржуваат подолго од законски предвиденото, а неретко и ги паркираат своите автобуси на самата сообраќајна лента. Според СВР Охрид, предизвикувањето на застој во сообраќајот е недозволено. Булеварот Туристичка денеска изгледаше како автобуска станица. Колона од неколку туристички автобуси, паркирани на коловозната лента од булеварот, го отежна одвивањето на сообраќајот на нашата најголема улица. Еден извесен временски период, сообраќајот се одвиваше само по една сообраќајна лента, а со оглед на зимските околности и мразот и снегот натрупани на работот коловозите, ова значеше бавно одвивање на сообраќајот и револт кај возачите. Сликата не се промени до доцна попладне. Туристи посред коловоз го влечкаа својот багаж и го сместуваа во автобусите, додека другите учесници во сообраќајот својот револт го искажуваа со свирење. За сето тоа време нашата камера не забележа присуство на сообраќајната полиција. Го контактиравме секторот за внатрешни работи од Охрид. Оттаму ни рекоа дека кај ваквите случаи најчесто реагираат превентивно. Паркирањето на автобуси на коловозните ленти и предизвикување застои во сообраќајот не е дозволено, велат од СВР. Портпаролот Стефан Димовски за ТВМ информира дека сепак сообраќајната полиција има одредена толеранција кон туристичките автобуси, но само за краткотрајно истоварање и собирање на патниците како би ги поштедиле туристите од носење на својот багаж на поголема оддалеченост. Оваа слика со туристичките автобуси е редовен декор на булеварот за време на летните месеци, новогодишните и божичните празници за Водици и Великден. Инаку, токму за туристичките автобуси има предвидено паркинг на улицата Асном, во непосредна близина на Билјанини извори, односно кај населбата Охридати. Дел од туристите очигледно се одлучиле за оваа опција, која во секој случај е во согласност со сообраќајните правила и прописи, а воедно е побезбедна и за туристите и за останатите учесници во сообраќајот. Драстично намалениот број на деца кои ги користат услугите на детската градинка ги примора надлежните деновиве во функција да го остават само централниот објект на Јасна Ристевска. Кога ќе почнат со работа останатите објекти ќе зависи од зголемувањето на бројот на децата во периодов кој престои. Студеното време, зимскиот распуст, но и поврзувањето на слободните денови за празниците од страна на родителите драстично го намали бројот на дечињата кои ги користат услугите на детската градинка Јасна Ристевска. Розе Костовска, директорката на градинката, објасни дека централниот објект ќе работи на 5, на 8 и 9 јануари, додека објектите Лихнида и Развигорче се очекува да почнат со работа на 12 овој месец. Персоналот ќе биде на работа цело време, со тоа што ќе си работи покрај со згрижување на дечињата, ќе си работи и на подготовка на педагошката евиденција и документација, како и на самостојни работилници кои што ќе ги изведуваат сработените во градинката. Костовска упати апел до родителите без двоумење да си ги носат децата во градинка, бидејќи условите кои се нудат и покрај ваквите временски услови таму се идеални. Кога ќе бидат отворени другите објекти, ќе зависи од зголемувањето на бројот на децата, објаснува директорката. Во моментот значи се направени сите потребни опремувања, затоплување на објектите, постојано на децата им се дават топли чајчина покрај они основните оброци што им следуваат, се згрижени во топли простори, каде што е покрај тоа што работи парното, се вклучени клима уредите и други помошни грени тела со цел условите, односно температурата да ги задоволи потребните нормативи. Штетите кои снегот и мразот ги направија на зелените површини од објектите се санирани благодарение на кризниот штаб формиран од вработените на градинката, а во координација и со службите на јавното предпријатие Охридски комуналец, истакна Костовска. Таа упати и апел кон сите родители кои што
досега не ги имаат измирено долговите за нивниот престој на дечињата во градинка, да го направат тоа во најскоро време, со цел на децата да им се овозможат најдобри и квалитетни услуги како за престој, така и за исхрана. Од Охридскиот универзитет за информатички науки и технологии предлагат поголема флексибилност во студирањето. Односно, доколку студентот не го положи првиот дел од државниот испит, да има право да ги слуша предметите предвидени во третата студиска година. За Министерството за образование и наука предлогот е прифатлив. Ректорот на Универзитетот за информатички науки и технологии Свети Апостол Павле Охрид Нинослав Марина предлага студентите кои не го положиле првиот дел од државниот испит, кој според владиниот предлог ќе се полага по завршување на втората студиска година, да имаат право да ги слушаат предметите предвидени во третата студиска година. Ова, како што е наведено во соопштението од универзитетот, е во насока на подобрување на текстот на предлог законот за изменување и дополнување на законот за високо образование и со цел да им се овозможи на студентите поголема флексибилност во студирањето. Предлогот на Охридскиот универзитет за државниот испит прифатлив за Министерството за образование и наука. За нас првично станува збор за исклучително конструктивен и впечатлив предлог, кој ќе обезбеди известна флексибилност кај студентите да се намали притисокот кај нив доколку не го положат државниот испит од прв пат, да може во периодот што следува дополнително да го дополагаат, а истовремено да ги слушаат предметите од третата студиска година, изјави заменик министерот за образование и наука Спиро Ристовски. Тој очекува уште вакви конструктивни предлози од универзитетите и факултетите. Екстремно ниските температури во Албанија ја однесоа и третата жртва. Третиот случај на смрзнување оваа зима е регистриран и во Босна и Херцеговина. Безживотното тело на чувар на Кафуле било пронајдено на работното место во Тирана од страна на неговата сопруга. Според лекарите, жртвата починала од инфаркт поради големиот студ. На Нова година беа регистрирани 2 жртви во подрашјето на Корча, кај кои смртта настанала како последица на студот. Поради ниските температури и големи снежни врнежи, повеќе делови на Албанија се без електрична енергија, а многу планински села се завеани. Во Босна и Херцеговина, во една штала во Долна Јабланица, вчера било пронајдено тело на 53 годишен маж, а подоцнежниот преглед утврдил дека смртта настапила поради смрзнување. Вчера беше откриено и тело на 59 годишен маж во близина на Тузла, односно на нива во близина на неговата куќа. И за ова лице утврдено е дека починало од студ. Во босанскиот град Зеница завчера беше пронајдено тело на 44 годишен маж, за кого медиумите објавија дека е бездомник. Температурата во текот на ноќта во Соколац во Босна изнесуваше минус 26 степени Целзиусови. А во Јужна Австралија поради пожарите и екстремно високите температури прогласена елементарна непогода. Во Јужна Австралија прогласена е состојба на елементарна непогода. Во пожарите кои горат без контрола изгореа повеќе куќи, а властите предупредуваат дека државата се соочува со најголемата опасност после смртоносните пожари во 1983 година. Во ридскиот дел на Аделаида, североисточно од истоимениот град, бесне е исклучително опасен пожар кој поради силниот ветер и високите температури е невозможно да се контролира. Во густо населената област со мали земјоделски села Самсон Флет, пожарот за 12 часа се проширил од 154 хектари на 4741 хектар. Досега се уништени 5 ранча со винари, а властите велат дека бројката може да се зголеми со оглед на тоа дека дуваат ветрови со брзина до 110 км на час. Премиерот на Јужна Австралија, Џеј Ведерил, го повика населението во загрозените подрачја веднаш да се евакуираат или доколку одлучат да останат да се подготват за одбрана на своите домови. Државите Нов Јужен Велс и Викторија и понудија помош на загрозената Јужна Австралија. Италијанските пожарникари и исследувачи ја открија црната кутија на грчкиот ферибот Норман Атлантик, која ги помогне да утврдат во кои околности дошло до пожарот пред 5 дена во кој загинаа најмалку 13 лица. Фериботот сега е закотвен во италијанското пристаниште во Бриндизи. Делови од него се уште се во пламен поради што потрагата по телата е одложена. Грчките власти соопштија за 19 лица кои се сметаат за исчезнати по избувнувањето на пожарот, но се стравува дека на бродот имало голем број нерегистрирани патници, илегални имигранти и оти црната бројка од оваа поморска трагедија би можела да биде поголема. Во меѓувреме, во италијанскиот град Бари почна истрага за утврдување на вината на капетанот на бродот, директорот на бродоградилиштето и двајца членови на екипажот.
Ова беше се во денешниот дневник. Ви благодарам за вниманието. Пријатно.